Анализата за родот во медиумите во 2019 година, во која за прв пат во држава се направи квантитативна и квалитативна анализа на третманот на родот во емисиите за деца, опфати вкупно 520 емисии за деца, имитувани на програмските сервиси на МРТ-1 и МРТ-2, програма на албански јазик, и 5 национални терестријални комерцијални телевизии, телевизија Алфа, Канал 5, Сител, Телма и телевизија Алсатем. Текстот на анализата во целост е веќе објавен на веб страната на агенцијата www.avamo.mk во посебниот банер Родот и медиумите на македонски, албански и на англиски јазик. Генерално таа покажува дека повеќето телевизии немаат јасно осмислен концепт за тоа на кој начин и преку кои програми им се обраќаат на децата и не водат сметка за тоа, својата идна публика да ја култивираат од мали нозе. Од анализата произлегоа клучните забелешки дека јавниот сервис води планирана и осмислена програмска политика во однос на детската популација, но оваа констатација многу повеќе важи за МРТ-1, отколку за МРТ-2, програма на албански јазик, во однос на програмите на комерцијалните терестријални телевизии на државно ниво. Нодите покажуваат дека не постои осмислен и внимателен уредувачки пристап во изборот на емисии наменети за различни возрастни сегменти на малолетната публика, при што има многу помалку емисии за деца отколку кај јавниот сервис. На македонската радиотелевизија 1 од овој тип наратив игра на приказна беа анализирани две серии од домашно производство, македонски народни приказни и Си било еднаш, и една од странско производство, тоа е Лала Лупси серијата цртана. Кај МРТ-1 овој тип програма остава отисок на општествени вредности карактеристични за патриархалните општества. Бракот и семејството, семејната поставеност е хетеронормативни, се разбира, соодветно на типот на рамка што ја имаат овие емисии, и тие се патриархални категории и не дозволуваат одстапување. Занимањата и преокупациите на машките ликови се доминантно врзани за јавниот домен, женските ликови се доместифицирани пред се, ограничени на приватниот домен. МРТ-2 на албански јазик има концептуално е многу недефинирана оваа програма. Можеше да се заклучи дека тие се базирани најчесто на интернационализирани наративи од типот на приказните на браќата Грим, Ханс Кристијан Андерсен, кои што со себе носат општествен етос кој е несензитивен за современите прашања на родовата еднаквост и недискриминација. Двете серии од странско производство се всушност мултиплатформски комерцијални производи, имаат потенцијал да прават конзумеристички притисок врз малата публика. Наодот од 5 плюс фамилија е целосно спротивен на сето она што го кажав претходно. Ова е главната серија во рамките на овој жанр на македонската радиотелевизија, и дел од ликовите во неа се деца на разведени родители, што точно го представува светот надвор од медиумот. Се појавуваат ликови кои играат деца од дом за деца без родители, се зборува за интергенерацијски конфликти во рамките на семејните состави, многу важно. Ова ги деконструира, многу важно за развивањето на критичката свест, медиумската писменост воопшто. Ова ги деконструира традиционалните представи за семејството, иако во содржината истражувањето не детектираше присуство на истополови заедници. Ликовите се во постојан контакт со културното, искуствено и родово другите, што ги тера да ги преиспитуваат своите вредностни позиции за светот околу нив. На приватните телевизии беа анализирани исто така наративи и играни приказни, кои што како што сега може да се види, целосно исто така се окупирани од македонски приказни и таков тип на програма од македонско домашно производство. Наративите и играните приказни кај ТВ Сител и ТВ Канал 5 се целосно свртени кон рецидивни општествено вредностни карактеристични за патриархалните општества. Бракот и семејството се безпреговорно хетеронормативни и патриархални категории. И овде занимањата и преокупацијата на машките ликови се доминантно врзани за јавниот домен, обратно кај жените. Меѓутоа во оваа програма беа посведочени и повеќе инстанции на физичко и символичко родово натопено насилство, кое што во програмата е сериозно нормализирана појава. Младинецот ги следи промените во образовниот систем, и ги следи промените во општеството и сака директно да учествува, и токму затоа почетните основи кога ја конципираме програмата
ни поаѓаат од тоа дека програмата мора да е едукативна и интерактивна. Едукативна затоа што BBC ја постави дефиницијата што е телевизија, по дефиниција таа треба да едуцира, да информира, да забавува и тоа по тој редослед. Се разбира, а интеракција токму заради овој втор факт што го кажав, потребата на младиот да биде дел од збиднувањата, а не да биде пасивен гледач. Ете, тоа е разликата меѓу телевизијата и социјалните мрежи, затоа што во социјалните, кога е закачен на социјална мрежа, младинецот сам учествува во креирање на производ, директно го коментира, вклучен е во сето тоа. И токму заради тоа побаравме нови квалитетни содржини. И тука се, еве, ќе ги спомнам Зоки Полки, за 5+ веќе сте анализирале светот на BBC емитува на македонската телевизија, освен на YouTube и така натаму. Не знам, може би ќе покаже некои други забелешки, но сакам да кажам, ваквите анализи ни требаат постојано, затоа што ние немаме друг водич. И затоа ние тука Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, ние немаме друг репер, не можеме за детска програма, не можеме да се ориентираме само по рейтингот. Ако јавниот сервис продуцира и емитува квалитетна програма за деца, во таков случај и останатите сервиси, комерцијалните, ќе го следат примерот на јавниот сервис. Како што го следеле за македонските народни приказни, така ќе го следат и за 5+, и за Дајте музика. Промоцијата, поддржувањето, повторувањето, утврдувањето на патриархалните вредности и норми или на традиционалните вредности и норми, кои што апсолутно не се адекватни на денешниот контекст, на некој начин се поддржува тој систем на опресија, на доминација и тоа предизвикува акумулирање на фрустрација која што може да заврши, мислам и често завршува со насилство. Тука е исто значајно поле, би рекла, од психолошка гледна точка да се работи, односно тип на емоционална писменост или поддршка на една здрава емоционална регулација и кај момчињата и кај девојчињата во смисла на запознавање со емоциите, учењето на нашиот и телесен и секаков јазик емоционален и начинот на кој што тие емоции и ги креираат односите, односно како се носиме ние со емоциите и едни со други. In the virtual or in the real world, the rules are the same. Be media literate. Media Literacy Days for Children and Young People from 22nd to 29th of November. Learn more at www.mediumskapismenost.mk.